Во име на Сдруженијето на осигурување Христопанска комора на Република Македонија би сакал на кратко да ги презентирам состојбите во осигурителниот сектор во 2014 година, како и целите, очекувањата и предизвиците со кои што осигурителниот сектор ќе се судри во 2015. Како што знаете, на осигурителниот пазар во Македонија работат 11 компании за неживотно осигурување, 4 компании за животно осигурување, 30 друштва за посредување во осигурувањето и 11 друштва за застраховање. И во годината која што измина продолжува растот на бруто полицираната премија, значајно да се истакне дека продолжува трендот на двоцифрен раст на премијата за животно осигурување, што е индикатор дека полека но сигурно овој дел од осигурителниот бизнис го зазема своето право место. Во 2014 година, во однос на 2013 година, имаме пораст на бруто полицираната премија во висина од 6,06%. Јас тука би се задржал една анализа на одредени трендови во делот на полицираната премија, бројот на склучени договори и просечната премија за осигурување. Имено согласно бројките за полицирана премија, бројот на склучени договори за осигурување, имаме податок дека просечната премија за осигурување во 2012 изнесувала 6.308 денари, во 2013 6.111 денари, додека во 2014 изнесува 5.985 денари. Заклучокот може да се изведе од претходно споменатите бројки, ова се бројки за неживотно осигурување, е дека порастот на бројот на склучени договори, односно бројот на продадени полиси, расте со стапка која што е двојно поголема од стапката на раст на бруто полицираната премија. Односно може да се заклучи дека просечниот износ на полицирана премија во 2014 е помал во однос на 2012 за 5,4%. Фактот дека просечната премија по склучен договор за осигурување е намалена, како и бројот на осигурителни компании кои што работат на македонскиот пазар, е сигурен показател дека македонскиот осигурителен пазар е конкурентен, односно осигурениците во 2014 купувале полиси за осигурување во просек за 5,4% поевтини во однос на 2012, односно 2,11% поевтини во однос на 2013. Во делот на животното осигурување само би напомнал кај овие трендови за просечните премии дека се зголемува просечната премија за животно осигурување и истата е повисока во 2014 во однос на 2012 за 17,41%, што е доволен показател и индикатор дека расте довербата на осигурениците во формата на животно осигурување. Околу самиот пазар и кои се доминантните продукти, на кратко би спомнал дека доминантен осигурителен продукти во 2014 беше осигурувањето од автомобилска одговорност, кај која што се забележува исто така намалување на просечната премија, која што во 2014 во однос на 2012 е помала за 3,03%. Доколку се споредат бројките за штети, може да се примети дека во 2014 исто имаме зголемување на исплатените штети во однос на 2013 за 3,7%, со тоа што просечно исплатената штета е за 4,17% повисока во однос на 2013. Кај трендовите во делот на штетите битно е да се напомене дека најголем раст на штетите има во делот на осигурување од пожар и некои и останатите имотни осигурувања, што е разбирливо доколку се има во предвид дека годината која што измина беше проследена со временски неприлики, односно имавме поројни дождови во мај и јуни месец, имавме период кога одредени земјоделски региони беа зафатени со град, подоцна имаше до краја на годината поплави и нормално и исто и така имаше големи снежни врчи. Кои се целите и предизвиците на осигурителниот сектор во 2015? И покрај добрите трендови на раст може да констатираме дека македонскиот пазар се уште не развит и како што напоменав ориентиран кон моторните возила. Пазарот на осигурување во Македонија има огромен потенцијал за развој, а како показател за овој потенцијал би наводне износите на полицирана премија по глава на жител во Македонија и окружување. Премијата по глава на жител во Македонија се движи околу 60 евра, во Србија околу 90, Хрватска 300,
а ЕУ просекот е поголем од 2000 евра. Повторно ќе споредам со Словенија, која што е најблиску до нас и по територија и по број на население, и просечната полицирана премија по глава на жител во Словенија изнесува повеќе од 1100 евра, што е некаде 18 пати повеќе од тоа што е во Македонија. Сдруженијето на осигурување, заедно со Агенцијата за супервизија на осигурување, Националното бюро за осигурување, останатите институции во државата и во 2015 година ќе работи на подобрување на перформансите на осигурителниот сектор и подигање на свеста за потребата од осигурување. Во моментов осигурувањето во хиерархија на потреби на индивидуално и корпоративно ниво е доста ниско рангирано и се перцепира како непотребен трошок, и затоа нашата главна цел во 2015 ќе биде да осигурувањето биде препознаено и од граѓаните и од правните лица како најдобриот механизам за трансфер на ризици и најсигурна заштита во случај на загрозување на нивниот имот и имотни интереси. Во делот на продуктите во 2015 сакаме да се фокусираме пред се во делот на осигурување на домаќинства, еден сегмент кој што е доста значаен за како за осигурителниот бизнес, така и за граѓаните на Република Македонија. Именно процентот на осигурени домаќинства е помало од 4%, што податок е поразувачен. Во развиените економии, овој осигурителен продукт, иако нема статус на задолжително осигурување, е еден од најмасовно продаваните осигурителни продукти. Именно повеќе од 90% од домаќинствата го имаат склучено ова осигурување. Станува збор за продукт, морам да напоменам, кој што е исклучително ефтин. Значи, збориме за премија некаде 50 до 55 евра на годишно ниво за стан од 65 до 70 метри квадратни. Ако се направи една паралела и се подели тоа на по месеци, доаѓа тој трошок пониско од најнискиот трошок кој што едно домаќинство ги го плаќа за комуналните услуги. Вториот сегмент, односно продукт на кој што ние ќе се фокусираме како осигурителна индустрија во 2015 е осигурувањето на земјоделие. Проценката е дека само 3.000 од преку 60.000 регистрирани земјоделци имаат полиса за осигурување. Тука дополнително ви напоменам дека кај осигурувањето на посеви и плодови, голем дел од земјоделците имаат право на субвенционирање на премијата за осигурување во висина од 60%, што е повеќе доволен стимул за умасовување на ова осигурување. Во контекст на овие имотни осигурувања, повторно би се навратил на временските неприлики во 2014, не само кај нас, туку и во поширокото обкружување кои што се случија, именно според податоците со кои што располагаме. Поплавите кои што се случија минатата година во Босна и во Србија, се дојде до заклучок дека помалку од 5% од настанатите штети биле осигурени. Значи, само толкавав е процентот на податоците, што е премалце како процент на осигуреност. Во делот на здравствено осигурување, значи со донесувањето на Законот за доброволно здравствено осигурување се подотвори можност за вклучување на осигурителна индустрија во дополнително и приватно здравствено осигурување, и во 2015 очекуваме исто така да се прифата некои предлози кои што Сдруженијето за осигурување ги достави до надлежните институции со цел помасовно заживување на ова осигурување. На крај, би сакал да ја пренесам пораката, која што е дека осигурителните компании домаќи, било преку групацијски канали, односно преку канали на поголемите осигурителни групации на кои што припаѓаат, или било по некои други канали, полека но сигурно фаќаат чекор со трендовите на развиените осигурителни пазари и спремни се на граѓаните на Македонија и на реалниот сектор во Македонија да им понудат широка палета на осигурителни услуги. Со тоа осигурителната индустрија ќе го даде својот придонес како заштитен механизам на граѓаните и реалната економија. Во случај кога поради несреќни случаи е загрозено работењето, а во неретки случаи и економската екзистенција на граѓаните и на правните субјекти. Дозволете ми во име на Агенцијата за супервизија на осигурување да ги сумирам резултатите од работењето на осигурителниот сектор за 2014 година и да се осврнам накратко на предизвиците за 2015 година. Значи, минатата 2014 година беше исклучително успешна за осигурителната индустрија во Република Македонија,
како во однос на пораст на бруто полисираната премија, бројот на продадени договори за осигурување, така и по однос на зголемената профитабилност на работењето на друштвата за осигурување, пораст на капиталот, пораст на активата, на финансиските вложувања од делот на активата, како и зголемиот број на вработени во осигурителната индустрија. Во текот на минатата година, Агенцијата за супервизија на осигурување, како независно регулаторно тело, ја реализираше својата мисија во насока на законско и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување, со цел заштита на права на осигуреници и корисници на услугите, осигурителните услуги. На тој начин, со напредување на регулативата и супервизијата, се обезбеди подобра деловна средина за осигурителните субјекти, при што еден од поглавните приоритети на Агенцијата на супервизија беше зголемување на заштита на потрошувачи и зголемена финансиска едукација на јавноста. Во 2014 година, како што спомна господин Отило, остварена е бруто полисирана премија во вкупен износ од 7,63 милиарди динари и тоа представува 6,06% пораст во однос на бруто полисираната премија остварена во 2013 година. Оваа позитивна стапка на пораст е една од поголемите во регионот и на ниво на цела Европа. Позитивниот тренд е присутен во двата сегменти на осигурување, и тоа во делот на неживотно осигурување остварена е бруто полисирана премија во износ од 6,74 милиарди динари, што представува пораст од 4,29% во однос на 2013 година, додека во делот на осигурување на живот по 5 последователни години имаме повеќе од 20% раст на премијата, што значи ова се може слободно да кажеме историски резултати во зголемување на бруто полисираната премија во Република Македонија во последните 5 години. Во рамки на одделни класи на осигурување продолжува трендот на пораст на премија, автоодговорноста расте со 4,82%, значи иако имаме намалување на просечната цена на автоодговорност, сепак имаме зголемен број на продадени полиси. Осигурувањето од незгода расте со 7,38% или 580 милиони денари. Осигурувањето на имот расте со 4,74% или 1,3 милиарда денари. Имаме намалување само кај класата на каско осигурување и тоа со 4,39%. Особено сме горди на земјоделското осигурување, значи во 2014 година склучени се 3704 договори за земјоделско осигурување со вкупна премија од 114 милиони денари. Тоа представува пораст од 41%, во однос на склучени договори 29%, во однос на 2013 година. Сега, како што спомна и господин Отило, не треба да се занемари фактот дека имаме регистрирани се малку повеќе од 60.000, некаде близу 80-90.000 земјоделски семејства. Тоа представува некои 4-5% осигурани случаи во услови кога имаме 60% финансирање и субвенционирање на премијата за земјоделско осигурување. Вистина има голем простор за работа на осигурителните компании да се покрене на уште поголемо ниво земјоделското осигурување. Затоа подоцна ќе биде спомнато и како поголем предизвик и за еден од поголемите предизвици за осигурителниот сектор во 2014 година. Сега да се вратиме на профитабилноста на компаниите. Значи 2014 година е една од најуспешните години. За прв пат после неколку години сите 11 друштва во неживот ни бележат профит или позитивен финансиски резултат. Оствари добивка пред начување целиот сектор во износ од 405,37 милиони денари. Кај друштвата за неживот сите 11 остварија добивка во износ од 395,86 милиони денари, додека кај друштвата за осигурување во живот од 4 друштва 3 остварија добивка, само една беше со загуба. Во вкупен износ е 9,51 милион денари, од тоа 56,98 милиони денари се на добивка на трите компании, а едното друштво прикажа загуба од 47 милиони денари.
Според доставените податоци до супервизија, на крајот на 2014 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување изнесува 5 милиарди денари. Маргината на солвентност, како главен индикатор за процена на стабилност на осигурителниот сектор, изнесува 1,15 милиони денари, со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,4 пати над потребното ниво на маргина на солвентност. Друштвата за осигурување се многу важен институционален инвеститор на домашниот финансиски пазар. Имаат вкупни вложувања во износ од 11,497 милиони денари. Двата главни извора од кои што се генерираат овие средства се капиталот и техничките резерви. Следствено имате каде ги вложуваат друштвата за осигурување овие средства. Значи 4 милиарди и 957 милиони денари се вложени во обврзници, 4 милиарди 653 милиони денари се во банкарски депозити, 260 милиони денари се во акции, удели и останати собственички инструменти и 1,627 милиарди денари се во останати финансиски вложувања. Во 15 друштва за осигурување вработени се 1744 вработени и тоа е пораст од 8,12% во однос на бројот на вработени во 2013 година. Во осигурителната индустрија дополнително се ангажирани 857 застапници во осигурување и 337 осигурителни брокери, кои што работат во 30 брокерски друштва кои што се регистрирани во Република Македонија. Друштвата за осигурување, продажбата на полиси ја вршат преку канали на продажба со чија помош се напредува продажбата. Од дозволените дистрибутивни канали во текот на 2014 година најголемо учество во бруто полисираната премија зазема директната продажба, односно сопствената мрежа на осигурителните компании со 45,61%. Потоа следи продажбата преку осигурително-брокерските друштва со 23,30%, продажбата преку агенти физички лица со 15,48%. Друштвата за осигурување во текот на 2014 година исплатиле бруто износ на штети во износ од 3 милиарди и 50 милиони денари. Тоа е после 2 години прво зголемување на исплатата на бруто штетите и белези пораст во однос на 2,96 милиарди денари во 2013. Основна цел и главен приоритет за агенцијата во делувањето на агенцијата за супервизија е постигнување на високо ниво на заштита на интересите на потрошувачите. Во оваа насока агенцијата делува на полето на едукација на населението за значење и улога на осигурување и информирање за правата и обврските на осигурениците кои произлегуваат од различните производи на осигурување, како и постапување по представки и предлози доставени од страна на осигурениците. Во 2014 година до агенцијата за супервизија беа поднесени 149 представки, што доволно говори за фактот дека граѓаните стануваат се повеќе информирани за своите права и за начините за алтернативно решавање на споровите преку кои ќе се избегнат долгите судски постапки. Кои се предизвиците за 2015 година со кои што ќе се соочи осигурителниот бизнис во Република Македонија? Во сегментот на осигурување на живот очекуваме дека ќе продолжи динамичкиот двоцифрен раст од повеќе од 20% на годишно ниво. Тоа се должи како резултат на етаблирање на странски реномирани друштва за осигурување кои нудат атрактивни производи, достапни за граѓаните, развој на осигурителната култура на населението и препознавање на бенефициите кои ги носи самото осигурување на живот. Понатака се поактивното вклучување на банките како алтернативен канал за дистрибуција на овие производи и нивно поврзување со банкарските производи представува еден од предизвиците за развој на осигурувањето на живот. Во моментот имаме на пазарот за осигурување две банки кои делуваат како застапник во осигурување, а во постапка имаме уште една банка за лиценцирање од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и Народната банка да се вклучи во посредништвото и продажбата на осигурителни услуги. Во 2015 година очекуваме да видиме развижување и кај понудата на приватното здравствено осигурување. Во 2014 година за прв пат на пазарот на осигурување се понудија производи од ваков вид, а
а уште неколку друштва за осигурување се подготвуваат да збогатат понудата на ваквиот вид на осигурителни производи. Овој тип на осигурување ќе биде интересен за работодавците од фирмите, затоа што ќе можат да им го понудат на вработените како дополнителен стимул. Сепак би можеле да кажеме дека потребата за осигурување на имот не е доволно препознаена од страна на граѓаните на Република Македонија и покрај широката понуда и достапност имаме само 3,41% од домаќинствата кои што користат полиса за домаќинско осигурување, а се уште не се препознаени ризиците кои што се однесуваат од ризик поплава и ризик земјотрес. Гледате дека ги имаме само со 0,14% вклучени во домаќинското осигурување и 0,24% во осигурување на земјотрес. Сличен тренд е присутен во земјоделското осигурување и покрај тоа бројот на породилици што расте со повеќе од 40%, веќе спомнавме дека бројот на осигуреници е многу помал во однос на вкупниот број на земјоделско население. Како резултат на глобалните климатски промени за кои што сме сведоци, граѓаните се повеќе стануваат свесни за последици и загуби со кои што може да се соочат како последица на катастрофалните ризици и природни непогоди. Од друга страна, потребна е поголема активност од друштвата за осигурување во понуда на иновативни осигурителни производи кои ќе одговорат на актуелните потреби. Сметаме дека друштвата за осигурување би требало во поголема мера да ги искористат предностите на осигурителните производи на Европаре, кои се единствени и се засновани на модели развиени ексклузивно за Република Македонија. И користат иновативна технологија која оможува фер и брза процена на штети од катастрофални размери, со што се очекува да се влијае на крај на ден кон придобивање на довербата на граѓаните. Во таа насока очекуваме овој вид на продукт поддржан од проектот Европаре да даде значаен развојен сегмент во вкупниот пораст на осигурителниот пазар.